проект биди инклузивен, а целта на овој проект е да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Џајковска и Сулејман, ви благодарам што одвоивте време утринава да не информирате за вашиот проект. Ова е една од темите со кои невладините здруженија во земјава се занимаваат во изминатите неколку години. Пред се, кажете ни некое кратко инфо за овој проект. Оваа тема е тема точно во последните години многу поактуелна, но морам да ви кажам дека Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор во сите своји активности во своето 25 годишно постоење секогаш ги проткажува активностите за еднаквост и еднакви можности за секое дете, за можност секое дете во целост да го искористи својот потенцијал за учење, развој, така што не е ова нешто ново за нас, но е точно можеби инклузијата како тема нешто поактуелно и ново во државата. Мора да бидем искрени покрај тоа што е тема која што ја слушаме подолг период, се уште како држава сме на почеток на инклузивно образование. Голем чекор напред секако беше законот за основно образование кој што го се донесе во 2019 година, што инклузијата ја става во центарот на овој закон и се гледа таа насоченост да секое дете има можност да работи, да учи, да напредува и да се развива во овој образовен систем. Деновиве беа промовирани стипендии за деца со попреченост. Детали за тоа и дали ќе имаат дополнителна помош? Да, една од првите активности кои ги спроведовме во рамки на проектот Биди инклузивен, биди инклудиран, беше доделување, односно прво отварање на повик за доделување на 300 стипендии за ученици со попреченост од првите и вторите одделенија, кои што посетуваат редовна настава. Овие ученици во текот на наредните 3 години ќе добиваат стипендии во вредност од 50 евра. Целта за спроведувањето на оваа активност беше да им се олесни малку на родителите на децата, бидејќи знаеме дека тие се соочуваат и со малку поголеми трошоци во растењето на своите дечиња, така да се надеваме дека преку оваа помош ќе успеат полесно да го поминат и овој период кој што дополнително е отежнат од коронавирусот и ќе можат да придонесат кон поквалитетно образование на своите деца. Фондацијата за образовни и културни иницијативи овој проект го спроведува со поддршка од Европската Унија, но она што исто така е дел од вашите проекти, а тоа е поддршка за реновирање на училишта. Точно, Кристина, овој проект е замислен како еден холистички пристап. Не ни беше идејата само да ги поддржиме главната цел секако и да ги поддржиме учениците и сигурно дека ова за кој што Денис зборуваше, тоа се месечните стипендии кои што ќе се доделуваат на учениците со попреченост и нешто што по овој проект ќе биде сигурно и најмногу препознаен. Но нашата цел беше да направиме еден обемен, да кажеме, поголема интервенција, со тоа што обезбедуваме и туторска поддршка за учениците. Тоа подразбира помош на овие ученици во учењето. Понатака планираме и кампањи за подигање на свест, малку и целата јавност да запознаеме со ова прашање, со важноста секое дете да добие право да учи. И точно ова што го споменавте, тоа се малите, односно грантовите и за поддршка на училиштата. Сакавме да им помогнеме и на училиштата да бидат поподготвени и попристапни. Со таа цел баш и убаво е што имаме можност денес кај вас да навиме дека во понеделник ќе на нашата веб страна ќе излезе огласот за доделување на грантови и пакети за поддршка за училиштата со цел да се подобри нивната пристапност. Ќе правиме и инфраструктурни и технички подобрувања на училиштата со цел да излеземе во пресред на потребите на учениците со попреченост. Така со оваа иницијатива имаме замислено да адаптираме
тоалети во училиштата со цел да бидат пристапни за лица со намалена мобилност, да правиме инклузивни игралишта во дворовите за секое и децата со попреченост да можат да си играат заедно со своите соученици. Планираме да правиме сензорни соби, кои што ќе бидат нели едно одлично место за учење и стимулација на учениците со аутизам. Понатака сите проблеми кои што се појавуваат со пристапноста на училиштата може да се решаваат со овие грантови, да се набавува и асистивна технологија дополнително, може да се набават и спортски реквизити со цел сите заедно нели да може да учествуваат и во спортските активности во училиштата. Така што отворени сме како фондација, како проект за сите идеи кои што училиштата ќе ги имаат, а во својот центар го имаат нели вклучувањето на учениците со попреченост. Многу малку основни училишта имаат инфраструктура за деца со некаква попреченост. Па може ли да ни кажете нешто повеќе колку училишта ќе добијат ваква поддршка и дали овој тип на инфраструктура влегува во рамки на овој проект? Зборуваме за рампи и за основна инфраструктура која недостасува. Па да, како што кажавте, точно е тоа дека во државата немаат сите училишта доволно добра пристапност за децата со попреченост. Токму затоа и како дел од проектот предвидовме вие грантови токму за да ја подобриме пристапноста на училиштата, да ја подобриме инфраструктурата внатре во нив и нормално на крајот на денот да створиме една убава средина за учење за сите деца, инклузивна, во која што секој дете ќе може да се пронеди, да се развива во иднина. Јас би сакал да ја искористам и оваа прилика да ги повикам и општествено одговорните компании да ни се придружат во овој проект и да донираат за да реновираме заедно можеби некој од училиштата каде што има најмногу потреба. Споменавте и туторска поддршка, кој и како ќе може да ја искористи? Туторската поддршка е наменета за сите ученици и стипендисти на проектот. Оваа година, како што кажа Денис, имаме 287 стипендисти и овој број планираме да го зголемиме следната година и да стигнеме до посакуваната бројка од 450 стипендисти кои што месечно ќе се поддржуваат од проектот во време траењето на проектот. Нормално дека поради ситуацијата со пандемијата, овие средби со туторите ќе во овој прв период сигурно ќе се реализираат во онлайн форма. Тоа не е најпосекуваната форма за нас, бидејќи знаеме дека личната работа, личниот контакт со учениците може да има многу поголеми резултати, но во овој прв момент ќе работиме онлайн за да ја зачуваме безбедноста, особено на оваа категорија со која работиме, тоа се децата со попреченост. Многу често тие освен главната попреченост имаат и други коморбидитети, се повеќе на удари по ризична категорија во овие моменти, но ни е многу важно да дадеме оваа поддршка, значи за учениците. Овие личности нема да следат настава со учениците, бидејќи нели прво, второ и трето одделение во голем дел од државата и следат настава со физичко присуство. Туку ќе работат со учениците по завршувањето на наставата, на усовршување на некои од знаењата, увежбување, ќе работат на подобрување на нивните социјални и комуникацијски вештини, ќе имаат задача да работат и со родителите, за да им помогнат на родителите во совладување исто така на некои содржини поврзани со образовните нели цели кои што ги имаат поставено заедно со инклузивниот тим во училиштето, така што ќе работат секако и со наставниците, ќе соработуваат и со наставниците, бидејќи сметаме дека нели учениците со попреченост, како и сите технички останати ученици, им е потребна поддршка од повеќе страни за да може нели во целост да може да ја го сработат и постигнат тоа што им е зацртано со нивниот годишен план. Вашето здружение со години ги следи образовните програми и образовните политики. Па за заокружување на овој разговор би сакала да прашам какви се вашите прогнози за иднина? Кога ќе имаме целосно инклузивно образование? Кристина, искрено сме многу среќни како организација дека оваа тема
сега е веќе не е само некоја сизифовска борба на невладиниот сектор, почнува да станува прашање за кое што се зазима многу силно и државата. И веруваме дека сите заедно многу скоро ќе дочекаме во Македонија да има инклузивно образование. Знаете дека со Законот за основно образование е предвидено во 2023 целосно вклучување на учениците со попреченост во редовното образование. Технички сметаме дека ова што го правиме со овој проект е особено важно, бидејќи еве 2-3 години однапред пробуваме да го воспоставиме тоа што ќе биде и законско решение и да можеме да ги видиме и слабостите во процесот, за да може во овие 2-3 години да се решат и навистина 2023 во целост да може ова да се имплементира. Работиме заедно, имаме многу поддршка, како што кажа Денис, поддршката ја гледаме и ја добивме нели и од донаторот, поддршката ја гледаме и во државата, но ја гледаме и во сите нас како граѓани, на луѓето од бизнис секторот, на луѓето од локалната заедница, кои што сите треба да го сработиме својот дел за навистина да имаме една инклузивна средина. Ова не е нешто што треба да биде само образовно прашање. Инклузијата треба да се прилее во сите сектори на живењето. Не можеме ние да сметаме дека некој може еднакво да се развива ако не може никогаш да отиде во театар или на спортски надпревар, да не може да отиде никогаш во кино. Затоа мораме да размислуваме отворено, сите да ја сработиме својата работа и веруваме дека ќе стане реалност да сите можеме рамо до рамо да си работиме, да си учиме, да си имаме светла иднина. Како и децата со типичен развој, така и децата со атипичен развој. Затоа се застапуваме и веруваме дека тоа ќе се оствари. Бранка Чајковска и Денис Сулејман од Фондацијата Чекор по Чекор. Ви благодарам за вашето утринско вклучување во нашата емисија. Ова е една од темите, како што кажав, кои и во изминативе години, но и во наредните неколку ќе биде дел од темите кои ќе бидат важни за јавноста. Ви благодарам уште еднаш за ова вклучување. Благодариме многу на поканата.